македонските граѓани на престојните председателски избори ќе имаат можност да избираат кому ќе му ја дадат довербата меѓу 7 кандидати кои влегоа во трка за иден шеф на државата. Кој ќе биде шестиот македонски председател ќе се знае на 8 мај, доколку има уставна излезност. На овие избори ВМРО ДПМН одлучи повторно да ја номинира професорката по уставно право Гордана Силјановска Давкова. Добре дојдовте во емисијата, професор Давкова. Добро ве најдов, Горест. Да предпоставиме дека граѓаните ќе ви ја дадат довербата и сега ве прашувам веднаш. Како председател на Република Северна Македонија, која ќе биде вашата прва посета или прва дестинација во некоја од меѓународните држави? Не зависи тоа само од мене. Веројатно треба да добиете покана. Меѓутоа, мислам дека би започнала со регионот. Зошто регионата не Може би блиса? Словенија. Може би Словенија, за која велам дека е моја втора татковина, заради докторирањето таму. И заради можноста или Хрватска, зашто мислам ако ние регионално не се обединиме, ако регионално не се браниме, ако регионално не се поддржуваме, не можеме да очекуваме поддршка од останатите држави. Зошто Словенија, зошто може би Хрватска? Затоа што се членки на ЕУ. Ако ставате акцент на регионалната соработка, дали тоа значи дека не гледате во блиска иднина брза интеграција на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија во Европската унија? Ако мислите на кус рок, не гледам. Ако мислите годинава и до година, не гледам. Зошто? Затоа што годинава сите ќе ја запомнат како најизборната година на планетава во историјата на демократијата. Резултатот е крајно неизвесен, за жал, и во рамките на ЕУ растат крајно ориентираните десни барања, значи крајната десница, замислете да речеме во Франција, во Германија, во Италија, па и во Холандија, што значи битката ќе биде за задржување на демократијата или за одбрана на демократијата од авторитарните тенденции. Мојот страв од успонот на десницата, на крајната десница е евроскептицизмот, тоа е нивна карактеристика, неразбирање понатаму за исламот, односно за муслиманската припадност, тоа е загарантирано кај нив, и, ако сакате, некои чудни симпатии кон истокот, односно кон Москва. Затоа, значи, мислам дека ентузијазмот за проширување не може да се задржи, иако тој не беше ни не знам колку истакнат. Да заклучам. За жал, мислам дека Европската унија немаше и се уште нема јасна стратегија за изумот Западен Балкан како геостратешка синтагма од Солунскиот самит па до денеска. Мислам дека тој фаталистички однос кон ЕУ како кон догма е погрешен. ЕУ е инспиративна заедница, ЕУ не е цел, туку ЕУ е пат или, ако сакате, правна, политичка, економска рамка. За што? За стандарди. Значи, кои стандарди? Владење на право, либерална економија, слободи и права, независно судство, децентрализација. Тоа е она, слободни медиуми, поддржувани и разбрани медиуми, тоа е она што нам ни треба. Стандардна држава. Дали имаме алтернатива во замена за Европската унија? Прво, самото прашање, Гораст, алтернатива, знаете, алтернатива. Не зборувам јас за алтернатива. Ние сме природно
природно предодредени да бидеме, бидејќи сме дел од Европа. Европа е поширок поим од ЕУ, географски, ако сакате, историски, политички, освен во некои куси периоди за време на комунизмот или порано, што знам, за време на Отоманската империја, и логично е дека нашиот пат е тамо. Логиката не важи само за нас. Логиката важи и за нив. Значи, еднаш треба еврократите, оние кои ќе дојдат после изборите на клучните позиции во клучните органи, јасно да кажат дека имаат стратегија за Западен Балкан, да посочат точни датуми, да посочат мерки, да не вклучат во сите можни процеси. Се поддржувам што е од Отворен Балкан до соработка. Тоа е се што користи околу нашето зближување и издружување. Ама уморна сум од изрази како Ахилова пета, недовршена симфонија, отворена врата. Аман од тоа веќе. Демократија се вежба внатре, не се вежба надвор чекајки. Не. Значи, крајно време е еднаш да си каже и Европската Унија дека има корис од Западен Балкан. Зошто? Па знаете колку години не потикнуваа да ставиме крај на авторитарните комунистички режими. Така? И луѓето веруваа во тоа. Меѓутоа, после толку години, вие да зборувате за почеток на преговори, за услови на почеток на преговори, значи дека ЕУ не си ја почитува институционалната меморија. Професор Селјановска, ако политиката на еквидистанца која промовираше председателот Глигоров беше анахрона, каква политика вие би воделе кон соседите пред се? Во ситуација кога се уште во регионот имаме низано отворени прашања. Скандинавска политика, ќе водеме, ве кажувам. И секогаш сум љубоморна на односот на Шведска, Финска и Данска кон Латвија, Летонија и Естонија. Скандинавска политика ќе водите и во релациите Скопје-Софија? Сега ќе ви кажам, значи кои зад себе кога тргна, а беа во полоша позиција од бивша Југославија, стартна, кога тргна во демократизацијата, меѓутоа ја има целосната регионална поддршка. Во право сте, Западен Балкан не е Скандинавија. Меѓутоа, видете, има држави на Балканот кои што се член од Европската Унија. И тие држави, јас очекував да бидат првите што ќе не признаат и првите кои што ќе ни помагаат. Тие држави се разбира дека не можат да излезат од балканската логика на условување, на уценување, на балканизација, на национализам, на корупција и криминал. Ама, интересна работа, оние кои се внатре нам ни правеа проблеми и забораваат дека во Лисабонскиот договор, кај што се темелните вредности во некои членови, има еден член 8, што вели дека ЕУ, што значи и Грција, и Бугарија, и Словенија, и Хрватска, ќе ги потикнуваат договорите со соседите врз реципрочна основа и ќе им помагаат на патот кон Европската Унија. Дали е така? Значи, кога реков јас регионална политика, мислев на опасноста од преседан што ќе роди нови преседани. Оти слушам дека веќе тренираат некои држави употреба на вето кон идните или кон оние кои ги започнаа преговорите и се веќе на патот кон ЕУ, мораме да ставиме крај на тоа. Затоа е важно
Тоа што нам ни се случило, да ветиме дека никогаш нема да ни се случи во однос на соседите, дека ќе ги поддржуваме, и ако склучуваме договори за пријателство и добрососедство, тогаш нема логика да се закануваме со вето, оти ветото е најмалку инструмент за добрососедство и пријателство. Напротив, уцената не е пријателски инструмент. Целата преамбула на договорот со Бугарија зборува за помош на Бугарија на патот кон ЕУ од секаков вид. Па сега јас сакам тоа да го видам на дело, зашто инаку не народите, политичарите, наместо да бидат најумерените, да се однесуваат државнички, да го штитат регионот, бидејќи ако сме регионално поврзани, ние и во Европската Унија ќе бидеме посилни. Како државнички ќе се поставите во случај да треба да влезете во сериозен диалог со официјална Софија, за да се релаксираат односите кои евидентно се на диаметрално спротивставени позиции. И дали би го поканиле на средба, тетата средба, председателот Радев. Се разбира, се разбира. Се разбира, вие не можете да избегате од географијата и од геополитиката. Се разбира дека ќе разговарам за се. Како? Па, прво ќе му посочам дека во науката, а науката за мене е многу слична на културната дипломатија, како што тоа е во театарот, во филмот, во музиката. Професор Селјановска, во политиката. Треба да владее прагматизмот, а не науката. Чекајте само да ви кажам, во право сте, се разбира, но за да ве почитува некој, треба да му дадете пример, бидејќи по мене традиционалната политика не е толку моќна, или ако сакате дипломатија, колку што е културната дипломатија или образовната и научната дипломатија. Се разбира дека треба да имате во Бугарија веќе пријатели кои ве ценат, за да можете да покажете дека знаете вистински пат да одберете. Ако јас сум објавила книги со колеги од Бугарија, ако рецензенти на книга, на учебник ми биле колеги од Бугарија, ако во Венецијанска комисија сум се дружела со почит со колеги од Бугарија, ако од детството до младешките денови сум учела во Ѓорги Димитров и сум видела многу бугарски ученици да се дружат со мене, ќе кажам дека е логично ние и во политиката, наместо таа што ја велите вие најпрагматична формула кој, кога и како добива, врзана само за моќ, можеме да посегнеме и по други перцепции на политиката, како уметност на постигање на можното, како уметност на управување, како потрага по согласност, по компромис, по разбирање и помош, како јавна работа, а не како олигархиска работа. Се е тоа во игра. Професор Селјановска, го проблематизирате Охридскиот договор кој е темел на меѓуетничка стабилност. Го оспорувате законот за јазици, плашејќи ги граѓаните со создавање на бинационална држава. Зборувавте, се сеќавам и во едно мое гостување пред неколку години, за опасност од федерализација со појавата на така наречената тиранска платформа. Како би одговориле дека нема да добиете поддршка од албанското изборно тело гласачко, ако не дадете гаранции дека уставните промени ќе бидат спроведени, кој се услов за да се деблокира македонскиот пат? Прво, глаголите оспорувате, заплашувате, воопшто не се во ред. Напротив, едно е да укажувате во научни трудови на проблематичните решенија во рамковниот договор. Се што напишав,
се случува. Можете, значи, New York Scholarly Publications, Macedоnia on Globalization, мојот труд се вика Македонската демократија меѓу демосот и етносот. Јас останувам и сега на тие принципи, тврдам дека во праксата решенијата од рамковниот договор не се спроведуваат според филозофијата на рамковниот договор. И се чудам како гаранторите, Соединетите Американски држави, покоен е господинот Пердју и господинот Леотар, односно Франција, не реагираат за тоа. Еве, ќе ви дадам веднаш примери. Велите со бинационална држава ги плаша. Не. Основниот принцип во консоцијативната демократија, дури и творецот, таткото на тој модел на консенсуална или консоцијативна демократија, значи не демократија која значи асоцијација на индивидуи и граѓани, туку консоцијација, како во мислата на Алтузиус, на сегменти, во нашиот случај етнички, сериозно предупредува дека е тоа модел од нужда и дека мора да се применува краткотрајно, дека воспротивно тој ќе ги продлабочува разликите, односно ќе ги одвојува сегментите. Значи, првиот мој заклучок. Како пишува во основните одредби на рамковниот договор, дека Македонија треба да се развива како граѓанска држава во која ќе се почитуваат и колективните права. Дали е така? Не. Етнократија не е модел на демократија. Најважното што е, според принципот на владење на правото, а не на владење на патроните или на неколкумина. Затоа ние имаме ваква држава, во која институциите се слаби, а поединци се јаки. Тие одредуваат кој ќе биде судија, јавен обвинител, кој ќе биде уставен судија, кој ќе биде директор. Тоа не го пишува во рамковниот договор. Како би одговориле дека нема да добиете поддршка од албанската етничка заедница, ако не дадете гаранции дека по изборите ќе се спроведат уставните измени? Прво, непознат феномен е да добиете услов дека ќе ви дадам поддршка, ама треба да го правите тоа што го правеше Социјалдемократскиот сојуз досега, да измислувате решенија што никаде ги нема. Кој кого условува, да ве прашам? Во политиката, значи, оној кој што прави влада е тој кој што предлага исто така и коалициони партнери. Инаку, без оглед на резултатот, да искористам да кажам, без оглед на резултатот, дали тој ќе биде 59 или 61, влада без албански партии не е добро решение. Воопшто. Кабинет на председател без албанци не е добро решение. Ама, со кого? Во кабинетот ќе бидат стручни и компетентни албанци. Дали треба и кога може да се очекува да се спроведат уставните измени? Јас тоа не можам да ви одговорам. Точно е дека председателот е еден од предлагачите можни на уставни измени. Меѓутоа, во случајот со претходните уставни измени, кои не ми е јасно зашто не дојдоа на дневен ред, тоа беше тотална злоупотреба, кршење на деловникот од страна на председателот на собранието, не можам да кажам кога. Но едно знам, дека ние сме држава која што во текот на 30 години, ниту една држава тоа не го направила, толку многу измени
направи. За жал тие не се однесуваа на уставниот поредок и на демократијата, туку најчесто доаѓаа од надвор. Не се согласувам дека апсолутно фатален е односот, дека ветото ни виси над главата и дека или уставните измени веднаш или почеток на преговори нема да има. Мислам дека има и други механизми претходно. Еве, инспирација добивме од американското однесување. Од американското се покажува дека секогаш американците поинаку гледаат на работите, зборувам за резолуција и слично документ, јас тврдам дека се потребни гаранции и од соседот. Како? Како доказ за пријателство и добрососедство. Договорот за добрососедство и пријателство го крши Бугарија, а не ние. Добро, професор Селјановска, гледосте и најдовте, мани, веднага си кажеме, најдовте и во Преспанскиот договор, кој де факто ни го отвори патот кон НАТО. Сега ме прашувам, дали мислите дека е возможно да дојде до промена на преговарачката рамка Шенгенската? Видете сега кога зборувате, можно е поинакво толкување на договорот за добрососедство и пријателство. Во преговарачката рамка, да, стои тој договор, ама насловот, не заборавајте, е добрососедство и пријателство. Сега, кога велите дека преговарачката рамка е света книга, има посвета книга од преговарачката рамка, тоа е Лисабонскиот договор и тоа е повелбата за човековите права. Сите договори со било кого мора да се темелат на темелните принципи и вредности на ЕУ. Значи и преговарачката рамка. Тамо многу убаво се пишува дека има прашања за кои нема да се преговара, кои се право на секоја држава. Немешање во внатрешни работи, почитување на суверенитетот, почитување на дигнитетот и интегритетот, почитување на националниот идентитет, почитување на културниот идентитет. Значи, може да течат преговорите со Бугарија, ама ветото не би смело да се употреби за овие принципи. Зошто? Само да зошто? Зададе членот 7, кој што вели дека ако некоја од членките на ЕУ ги крши темелните принципи на ЕУ, тогаш 2/3 од парламентот, кој наскоро ќе се формира, или комисијата, може да покренат постапка за ограничување на одлучувачките права на таа членка, и тоа беше применето во поглед на Унгарија и Полска. Кој ги крши овие принципи кои ја ги споменав од членот 2, од повелбата, да не кажувам членот 4 дека нема мешање, туку почитување има на политичките и на уставните структури на државите кандидати. Бугарија. Значи, многу лесно може во овие разговори што ги кажавте, ама не со јастребите, кои што мора исто така да се припитомат, зошто? Заради она што е основен принцип во секој договор, bona fide, добра волја, или ако сакате good faith. Тоа е клучниот принцип во меѓународното право. Значи може, што велите вие, не знам, во резолуција, во анекс, во меѓусебен договор, да се каже дека ветото нема да се употребува за кршење на овие принципи. Згора, видите, Бугарија има судија во судот во Страсбург. Бугарија ја потпишала Конвенцијата за човекови слободи и права. И ЕУ ја признава юрисдикцијата на Страсбург и ЕУ пристапила. Извинете, вас логично вие да не важат овие принципи за Бугарија и да не признава ниту една пресуда? Па нека го распуштат тогаш судот во Страсбург. Значи, може анекс,
може толкување, може устен договор, све може. Меѓутоа, ветото не смее да биде камшик со кој што се заканувате на соседите. Не. Ветото е инструмент кој што бил потребен за да се заштитат најмногу малите држави, тие се за него, и мислам дека сите држави во пресред на таа филозофија треба да исчекорат. Еве, на потек може да биде Бугарија. Следите Трилин, кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме со интервјуто со професорката Гордана Сијановска-Давкова, председателски кандидат номиниран од страна на ВМРО ДПМН.